Бушави глави! Струјата се штеди кога, например, одиме во соба и таму уклучуваме светло и кога ќе се излеземе од собата мора да го исклучиме. Ако не го исклучиме, тогаш ќе свети многу и ќе троши струја. Ние може да заштедиме струја затоа што нема да упалуваме се помногу од забајле сјалци. Ние штедиме струја кога ќе отидеме некаде, ако ни е упалено светлото, треба не да го угасиме. Ние треба да штедиме струја. Штедиме ако не палиме светло. Струја се штеди кога светлото е цел ден уклучен, кога компјутерот е цел ден уклучен и телефонот. Во сите соби во станот не би требало да има уклучено светло, затоа што тоа многу се троши струја и не се штеди. Исто така нема цел ден да го држиме бойлерот уклучен. Дења треба да се исклучи светлото. Кога има сонце, нема потреба да го пуштиме светлото. Не мора во сите соби да светат сијалиците. Бушави глави! Не треба цел ден да трошиш струја. Ако е ноќ, на улиците може да светат, ама ако е ден не би требало да светат, бидејќи имаме сонце преку ден и светилките не ни се потребни. Исто така не мора секој ден да правиме манџи, можеме еднаш така на 2 дена. И така луѓето ќе заштедат струја. Во ноќ не треба да свети светлото. А кога е темница, ќе го пуштиме светлото. Обично во недела ефтина струја. Треба дома некој да биде одговорен и да кажува: ти исклучи телевизор, ти исклучи телефон, ти исклучи бойлер. А во ноќ немаме сонце и затоа мора да се уклучат по некои светилки. Треба сите да штедиме струја, бидејќи може да нема да седиме на свеќи. Бойлерот не треба да ни биде цел ден уклучен. И тој ден сите мајки чистат. Бидејќи сите апарата работат, ќе нема струја и ќе платиме многу висока сметка. Сите ако се греат на струја, нема да има струја. За сите, ако некои се греат на печки, а другите на струја, тогаш ќе има струја во зима. Телевизорот не треба да биде цел ден уклучен. Не сум ја многу по штедењето. Како се штеди струја? Како се штеди струја? Да не заборавиш да исклучиш сијалици кога не ти требаат. Да не заборавиш да исклучиш бойлер ако не ти треба топла вода. Да не заборавиш дека некогаш има ефтина струја и дека најдобро е тогаш да се пере, да се пегла, вашите мајки тогаш тоа све прават, нели? И машините сите пералните ги уклучуваат у недела, значи ефтина струја. И не е лошо сите да се поднаучиме да штедиме.
Бушави глави, бушави глави. Чао. Сите деца треба да знаат едно многу важно нешто, дека детството е најубавото нешто на светот, најубавиот период во животот, кога можеш да правиш што сакаш, слободен си, по цел ден да бидеш креативен, да играш, да спортуваш, да пробуваш нови работи, да уживаат максимално, да бидат добри, да ги почитуваат другите и да научат од мали да бидат хумани кон луѓето и кон животните. Тоа е мојата порака за сите деца и да имаат најсреќно детство. Бушави глави.